Благодарам, подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувани представници на владата. Ќе го искористам моето деловничко право да поставам две пратенички прашања до министерот за правда Игор Филков. Првото прашање се однесува на тоа што во јавноста, но и во политичките кругови интензивно се зборува за нешто што сериозно ја загрижува македонската јавност, дека одредени структури во владата и во ВМРО ДПМН активно подготвуваат терен за враќање на Никола Груевски во Македонија и негова амнестија. Се шират информации дека се работи тивко под радар со поддршка од лица кои денес се на највисоки функции во владата. Граѓаните имаат право да знаат дали постојат подземни договори, на што и за што се однесуваат. Како пратеник до мене стигна информации блиски на лица до владата од ВМРО ДПМН, кои алармираат дека постои план, сценарио за создавање клима во која бегалецот од правдата би се вратил во земјата. Ние одамна гледам дека Христијан Мицкоски политички и идеолошки се формира по ликот и делото на Никола Груевски. Тој е негов политички ментор, негов учител, негов модел. Груевски одамна е извор на политичка инспирација на премиерот. Мицкоски беше советник на Груевски, беше генерален секретар на партијата, го постави на чело на партијата, тоа се општо познати факти кои што македонската јавност добро ги знае. Дури самите политики што денес ги гледаме на оваа власт се идентични со политиките на Никола Груевски. Се карактеризира со злоупотреба на државни институции во партиски цели, злоупотреба на полицијата, злоупотреба на Агенцијата за национална безбедност, злоупотреба на управата за јавни приходи, злоупотреба на сите инспекции и така натаму и така натаму. Од друга страна, напад врз независни институции, обиди за молчување на неистомисленици, политичка хајка директно против опозицијата. Понатаму, меѓународна изолација, блокирани реформи, обиди за контрола врз суството, тендери за испумпување пари, корупција на секој чекор се само копија на матрицата на нивниот ментор Никола Груевски. Сите знаеме за патувањата на министрите во Унгарија, кои се чести и на секои 2 недели. Председателка Надавкова вели, не е време за реформи, затоа што е време за војни, идентични ставови со оние што ги изнесе Никола Груевски од Будимпешта. Сума сумарум, само се потврдува впечатокот дека влијанијата од Будимпешта се многу силни. Овие информации кои стигнаат до нас, не можеме да ги игнорираме. Напротив, тука, овде во законодавниот дом, пред македонската јавност, пред целата јавност ви давам шанса да се произнесете и ќе ве предупредам да размислите и да одговорите директно и точно. Дали Министерството за правда има поднесено ново обновено барање за екстрадиција на поранешниот премиер и бегалец Никола Груевски? И второто прашање не е доколку не, зошто не? Доколку да, кога е поднесено, до која институција во Унгарија? Благодарам.